на сите. Јас сум Билјана Јордановска од Цивил. Моја улога денеска е на некој начин да го презентирам она што денеска ќе го работиме, зашто сме овде и кои се нашите цели и заложби. Меѓутоа, најпрво благодарност до градоначалникот Ацекоцески за неговото присуство и учество на работениците, но би сакала и да се представиме, да се запознаеме кои сме, што сме. До мене е колешката Александра Ицаковска од Цивил. Колегата Јас сум Техран Муратовиќ од Цивил. Ѓаври Дерала, Цивил. Мелиса Муратовиќ од Цивил. Горан Наумовски, Цивил. Повелата? Веролюб Додецки, началник на Оцек за превенција во СВРБ. Зоран Смединовски, одделение за заштита на животна средина, општина Велес. Мила Петковска, соработник по општина Велес, животна средина Велес. Здраво, јас сум Елена Тевчева, дојдам од одделението за јавни дейности, соработник за образование. И Владо Сминов, општина Велес. Драго ми е што денеска има баш луѓе кои што може да кажат многу повеќе за тоа како функционира одржувањето на животната средина и организмот и така натаму, или она се што ги опфаќа овој корпус на вредности. Јас најпрво ми рекла дека Зелените доаѓаат е проект кој што има за цел да подобри јавната перцепција, знаењето, меѓутоа и граѓанското учество во однос на создавање или концепирање на општество кое ги негува зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот и кое што ја разбира нивната поврзаност во јавноста и од јавноста и кое што може да помогне врз база на заедничка соработка и придонеси создавање на зелени политики и документи кои што подоцна може да се адресираат на едно повисоко ниво, што на некој начин има и одлучувачка моќ, односно соработка меѓу граѓаните и нивното активно учество и од едната страна и сите останати засегнати страни, односно носителите на одлуки од другата страна. Но она што ние се обидуваме преку овој проект да го направиме, освен информирање и запознавање на корпусот на овие вредности и како тие се поврзани меѓу себе, е и формирање на една граѓанска платформа која што зелените, чија цел ќе биде формирање на едно демократско општество кое ќе се залага и ќе се бори токму за промоција, меѓутоа и почитување на поштувањето на зелените вредности, заложбите за социјална правда и борбата против национализмот. Преку јакнење на јавната свест, едукација, нивна промоција, преку теренски активности, вклучувајќи ги вакви работилници, соработка на локално ниво и па и на национално ниво, мониторингот, истражување и анализи ќе придонесеме и као крајна цел ќе ни биде да на некој начин да воспоставиме некоја соработка и можност на адресирање на овие не само до граѓанството и меѓутоа и до луѓето кои што на крајот ќе треба да ги имплементираат сите тие заложби. Јас најпрво би го замолила градоначалникот ние начнавме оваа тема во интервјуто што го имавме претходно и верувам дека ќе имате да кажете нешто малку повеќе за тоа како општина Велес и вие како градоначалник се залагате за овие вредности. Повелете. Благодарам, почитувана Јордановска, почитуван господин Џабир Дерала. Добре дојдовте во Велес. Благодарам за укажаната доверба и соработката која имаме во континуитет. Почитуван господин Веролюб, почитувани останати. Темиве за кои разговараме се многу важни. Би сакал да му честитам на Цивил за тоа што се зафаќа како граѓанска организација со овие теми кои се многу важни за еднината на нашата земја. Мислам дека на Цивил тоа и му прилега заради неговиот авангарден однос кон општествените теми и начинот како ги третира и какви пораки праќа кон јавноста.
би се извинувам што минатиот пат од оправдани причини го одложивме овој настан, затоа што еден од вработените беше позитивен, па заради внимателност да не доведеме и вас во опасност и себе си, одлучивме да го одложиме настанот. Како што вас ви прилега, слободно можам да кажам и на Велес му прилега да се занимава со овие теми, затоа што секогаш Велес во историјата бил многу авангарден град, не знам колку вие знаете што доаѓате од страна, дека Велес е град со посебно место и улога во историјата, просветата и културата на македонскиот народ и држава. Скоро сите важни настани од областта на културата и од образованието се случиле во Велес. Значи во Велес е отворено првото училиште на мајчин македонски јазик, првата гимназија, во Велес е основан првиот музеј, првата библиотека, првото музичко училиште, значи многу работи за прв пат се случиле во нашиот град. Кога ќе отидете во Македонската академија на науките и уметностите, од 30 на портрети на најзнаменити луѓе од овој простор, скоро половината се попотекло од Велес. За жал, сега Велес не е тоа што бил некогаш, но сепак ние сме горди на тоа што било и се надеваме дека ќе бидеме и дека сме достојни нивни наследници. Темите што ги третирате се многу важни, вие сте успеале да ги вклопите во една целина. Велес е многу интересен, особено за темата околу заштитата на животната средина, како град кој со децении беше црна еколошка точка, еден од најзагадените градови, не само во Македонија и на Балканот, туку и пошироко. Велес е еден добар пример на одлична соработка на општината како локална власт со граѓанскиот сектор и со граѓаните во битката за здрава животна средина. Пред 15 на години и повеќе мислам дека има, ја основавме Зелената коалиција во партнерство на општината со Сдруженијата на граѓани, со еколошки предзнак и со активности кои се поврзани со обезбедување на здрави млади поколенија. Успеавме да ја добиеме битката против топилницата, но борбата не е до крај завршена, затоа што последиците од топилницата се уште ги чувствуваме, иако таа не работи веќе подолго време, затоа што има еден огромен рид со депонија, со олово цинковна згура, и заради ружата на ветрови, граѓаните на Велес и понатаму се изложени на загадувањето. Почвата е загадена на длабочина од 40 см, а таму се одгледуваат раноградинарски производи, од кои не се труеме само ние, туку се труете и вие, затоа што завршуваат и на вашите пазари. Но тоа е многу голема тема да не зборуваме. Важни се принципите на одржив развој. Велес беше прва општина која донесе стратегија за одржив развој на општината. На ова што го правите вие би сакал да додадам дека е многу важна тема на која сите заедно треба да се посветиме во наредниот период, е да ја промовираме во јавноста темата сегашната класична, традиционална, линеарна економија, да се замени со така наречена циркуларна или кружна економија, која го модификува стариот третман со материјалите во смисла искористи и земи, искористи, депонира и во депонија, туку се додава некоја нова вредност, со што уште повеќе се штити животната средина, а се отварат можности да се отворат и многу нови работни места. Јас, подготвувајќи се за денес, вадев податоци како е тоа предвидено во Европската унија, до која година, како ќе се селектира отпадот, како ќе се развива циркуларната економија, колку работни места благодарение на тоа ќе се отворат, но не сме, мисля дека ќе бидеме во поголем број на луѓе. Сега сме малку повеќе се вработени во општината и нема смисла сега да навлегувам толку широко во таа област. Во врска со другите теми,
Тие се исто така од исклучителна важност, особено социјалната правда. Живееме во време кога голем број наши сограѓани се судираат со големи екзистенцијални проблеми и мака мачат како да врзат крај со крај во месецот. За жал, Македонија се уште е една од доста централизираните држави. Моите заложби преку ЗЕЛСИ како член на мешовитиот тим заедно со владата за нов бран на децентрализација на власта, заедно со градоначалникот на Скопје и на Чаир, беше да се избориме општините да добијат многу нови надлежности, всушност да ги добијат сите надлежности по примерот на развиените западноевропски држави, кои не се типично државни надлежности, туку вообичаено според принципот на субсидијарност им припаѓаат на општините како најблиски до граѓаните. Постигнавме висок степен на согласност, меѓутоа дојдоа предвремените избори, се стопираше, очекувам сега кој ќе почне се нормално да функционира, да продолжиме да работиме на таа тема. Нашите заложби се голем дел од надлежностите на центрите за социјална работа да преминат од централно на локално ниво, централната власт да си ја задржи улогата на контролор, наблюдувач, на некој што ќе ги носи законите и ќе се грижи за уставноста, законитоста и целисходноста на спроведувањето на надлежностите, а општините да ја добијат изворната надлежност да се занимаваат со тие обврски во наредниот период. Мислам дека на тој начин средствата што се издвојуваат од централниот буџет, од даночните обврзници за таа намена, дека ќе дојдат во вистинските раце и дека ќе се намалат злоупотребите кои сега постојат. Најголем дел од барањата на граѓаните кога идат во општината се за добивање социјална помош, социјален стан, а ние немаме надлежност ни за едното ни за другото. Во рамките на нашите финансиски можности издвојуваме средства за да ги помогнеме социјално најранливите категории на население со давање на еднократна финансиска помош, башка од тоа што го дава државата преку центрите за социјална работа и за давање помош при купување на лекови и некои тешки хируршки интервенции за кои граѓаните немаат доволно финансиски средства. И тоа можем да кажам дека добро функционира, штета што немаме повеќе финансиски ресурси за да можеме тоа да го издигнеме на уште повисоко ниво, но не можеме да им помогнеме на граѓаните кои немаат станови, затоа што тоа не е наша надлежност, што е почудно, не е ни на Министерството за труд и социјална политика, туку тоа е надлежност на Министерство за транспорт и врски, што нема елементарна логика, но зошто е тоа така, не ми стана јасно во изминатиот период. Да не ви одземам повеќе време на таа тема, ние реализиравме баш оваа година интересни проекти кои беа поддржани од UNDP. Донесовме Велес без бариери, го нарековме проектот, успеавме на 23 локации во централното градско подрачје да ги спуштиме рабниците на тротоарите, за да може лицата со ограничена мобилност, тој термин е добро да го употребуваме, и мајките со мали дечиња со колички да можат полесно да подминуваат преку улиците, и успеавме да изградиме, да монтираме лифт во гимназијата и во средното стручно училиште Димитрија Чуповски, посебно за лицата кои имаат ограничена мобилност, за да можат да ги совладаат висините. Нашите тенденции ќе видат и во наредниот период да реализираме вакви проекти за да создадеме што подобри можности за движење на нашите сограѓани кои имаат такви проблеми, да направиме пристап до сите јавни институции за да може без проблеми да стигнуваат, и се разбира да ги зголемуваме нашите капацитети, да им помогнеме и на лицата кои се изложени на семејно насилство. Би сакал да додадам дека Велес е карактеристичен и по тоа што прв започна со изработка на донесување на стратегии кои се многу важни, а за кои се уште нема висок приоритет ни меѓу општините, ни во централната власт. Ја донесовме стратегијата за развој на Велес како паметен град и посебно планот за одржлива урбана мобилност според директивите на Европска унија. Тоа воопшто не е тема која е актуелна во нашата земја, за жал,
За разлика да не одиме на запад, во Словенија и во Хрватска, владите им финансираат такви стратегии на планови на општините, за да може општините и регионите да конкурираат во фондовите на Европска унија и да влечат што повеќе пари од таму. Европска унија веќе на словенците, на другите не им дава пари за автопати, туку им дава пари за изградба на велосипедски патеки. Значи, колку намалуваат од средствата за автопати, толку ги зголемуваат, затоа што новиот концепт подразбира нов модел на организирање на мобилноста на граѓаните со цел да се истиснат возилата од централните градски подрачја, на прво место да бидат пешаците, на второ место велосипедистите, на трето место добро организиран јавен градски превоз на еколошки горива, а дури на четврто место да бидат нашите приватни автомобили. Главната поента е дека градовите треба да ги направиме да бидат добри за нашите деца, затоа што ако се добри за нашите деца, тоа значи дека се добри и за сите останати, бидејќи децата се нашето најголемо богатство. Ние работиме на таа тема, немаме за жал доволно финансиски ресурси, конкурираме и во фондовите на Европската унија, па ќе видиме како ќе ни биде среќата. До сега добро ни одеше, во моментов се реализираат два големи проекти. Едниот е на езеро Младост, го крстивме паметно езеро Младост, прва иновативна туристичка дестинација во Македонија. Вредноста е негде над 1 милион евра. Вториот проект го добивме заедно со Шуто Оризари во партнерство со Хабитат Македонија, се однесува за подобрување на условите за живење на припадниците на ромската заедница во тие делови од градот каде што живеат роми. Сега конкуриравме и со вториот повик од истиот проект за следната година. Се надевам дека ќе имаме среќа исто така и дека ќе успееме да обезбедуваме средства. Паралелно од швајцарците добивме финансиски средства од 9 милиони денари за да направиме исто така како надградба на проектот на езеро, детски забавен парк, инклузивен и за децата со ограничена мобилност, со тоа што и плажата која ја направивме да биде пристапна и за лицата со ограничена мобилност, да може и во вода да полесно да влезат со нивните помошни средства. На полето на антинационализмот, јас го кажав тоа и претходно, дека сум поборник на таа мисла дека национализмот е последно прибежиште на нерани мајковците. Значи, на национализмот се повикуваат или го користат, го злоупотребуваат тие кои немаат добри идеи, кои на тој начин со злоупотреба сакаат да го привлечат вниманието на гласачкото тело на граѓаните, посебно тоа се употребува во време на изборни кампањи, се злоупотребува неинформираноста и недоволниот степен на знаење или образование на одредени категории на население. Се злоупотребува во политички цели за да се сврти вниманието на јавноста од жешки политички теми во сопствената држава. Најлесно е нели да отворите нека таква крупна тема и да се зборува за тоа, наместо да се зборува за вистинските животни прашања на граѓаните. Треба и на тоа да работиме, како да ги едуцираме граѓаните, како да јакне нивната демократска свест, култура, како да ги спознаваат, да ги разликуваат пораките кои ги добиваат, затоа што една политичка партија на последните избори успеа да ги добие симпатиите и на незадоволните и од левицата и од десницата со националистички и социјални и национални теми. Така да треба да очекуваме дека тоа ќе се случува и во наредниот период. Тоа го има и во сите западни држави, само треба тој радикализам да биде во границите на тоа што може да се толерира, за да не бидат толку моćни да почнат тие да носат одлуки, да влијаат во општеството со бројот на советници или со бројот на пратеници во националните парламенти. Велес за среќа е општина која е добар пример, немаме никакви недоразбирања и проблеми. Горди сме на тоа што сме мултиетничка, мултиконфесионална заедница.
ние поаѓаме од фактот дека во секоја заедница во секоја општина е богатство да имате припадници на различни етнички заедници. Минатата недела пред неколку дена имавме централна свеченост по повод денот на бошњаците во најголемото населено место населено со бошњаци во нашата земја, Горно Оризари. Беше и премиерот присутен, пративме многу добри пораки. Имаме предвидено средства во нашиот буџет да ги помагаме сите проекти на помалите етнички заедници кои одат кон негување на јазикот, културата, обичаите, традициите, и тоа е нешто што треба задолжително да го правиме и во наредниот период. Немаме меѓуетнички проблеми и недоразбирања. Последното нешто што се случуваше во далечната 2001 година, јас бев тогаш градоначелник, се сеќавам кога во ноќните часови ми се јавува од едно албанско село кога ќе им припука лавовите или кој беа таму, па овие од страв бегаа по околните тутунски полиња, но за среќа се заврши сето тоа само со една жртва и ги надминавме тие проблеми, живееме во добра хармонија и јас се надевам дека така ќе биде и во наредниот период. Да кажам сосем на крајот дека немаме ние друг избор, освен да продолжиме по патот кој добро зацртан, да ги прифатиме, негуваме високите европски вредности, да го демократизираме општеството, да ја јакнеме свеста не само теоретски, туку и практично, почнувајќи од правилно воспитување на нашите деца во семејството, па потоа во училиштето, затоа што ако се направи некој пропуст во таа едукација, тоа може да има несогледливи штетни последици, почнувајќи од несоодветно третирање на отпадот и фрлање на некултурен начин таму каде што не треба, создавање на диви депонии, уништување на урбаната опрема по парковите, па се до националистичките или антинационалистичките теми и дилеми кои ќе се јавуваат подоцна во животот. Би благодарам и општина Велес, сакам да кажам на крајот дека со задоволство ќе ви биде партнер и поддржувач, соработник и во наредниот период за сите авангардни, прогресивни теми кои се многу значени за граѓаните и за квалитетен живот и за перспектива и подобрување на оцелина на квалитетот на живот во секоја смисла. Ви благодарам. Благодарам на вас. Оставам дека Побаране на колегата да се застави таму, затоа што сум му пренаписал до камерата. Па не сакаме да се качуваме на подиуми. Пред се почитувам градоначалник Аце Коцевски и почитувани гости, односно домаќини. Јас би сакал да го споделам прво моето задоволство, секако и благодарноста што сме секогаш вака добро примени во Велес, без оглед на обемот на настанот кој го организираме, дали тоа е концерт за време на Шарената револуција и нашиот караван на слободата, каде што велешанки и велешани ни помогнаа да направиме еден од најголемите настани овде. Можам да кажам дека кога сакаме да излеземе од Скопје, многу често излегуваме од Скопје, не сме локална или локализирана организација, прв град на нашата проектна мапа за било која тема секогаш е Велес, затоа што Велес е многу богат град и со визија, и со искуство, и со содржина. Нешто што за жал не секоја општина успева да го согледа како потенцијал и не го практикува, не го живее на тој начин. Што се однесува до проектот Зелените доаѓа, тоа е во континуитет, веќе 5-та година го работиме со фондацијата Хайнрих Бел од Германија.
во партнерство, стратешко партнерство со оваа фондација, која е најголемата фондација во Европа која се занимава со зелените вредности. И заеднички со Зелените на Германија и фондацијата Хайнрих Вел, Цивил постојано работи на надградба на контекстите кои се однесуваат на зелените вредности, не само во нивната универзална или глобална рамка, туку и соодветно прилагодена на општествата каде што се промовираат тие зелени вредности. И сметам дека можам да кажам дека сум горд представник на организација која предничи во оваа област. Иако организацијата е организација за човекови права и слободи која функционира 21 година, се работи за организација која во она и теоретска, но и практична смисла на зборот зелените вредности ги доведе на едно многу високо ниво. Зашто се работи? Би сакал да набројам неколку зелени вредности кои навидум општата перцепција не ги смета за зелени вредности, туку за области кои им припаѓаат на сосема други идеи, политики и практики. На врвот на зелените вредности, впрочем, тие започнуваат токму со почитување на човековите права и почитување на човековото достоинство. Тоа е врвната вредност за која се залага и Европска Унија, тоа е врвна цивилизацијска вредност на модерното, на современото општество после Втората светска војна. Тоа е и на врвот од вредностите кои ги негуваат сите зелени, барем зелените во Европа. Кога ќе кажете зелени вредности, тоа не подразбира комунална хигиена, чисти улици или чист воздух или нешто што се однесува на доброто домашно воспитание, да не фрлате отпадоци по улица. Се разбира дека го вклучува и тоа, меѓутоа не е првенствена, не е единствената или не е доминантната идеја, доминантниот правец на развој и почитување и спроведување на зелените вредности. Напротив, тоа е, пак ќе кажам, човековото право, човековите права и човековото достоинство. Зелените вредности и европските вредности се меѓусебно поврзани со тоа што кај зелените вредности забележуваме додавање и проширување во сферата на зеленото, односно зелените стратегии и зелените алтернативи. Па така, кога ќе споменете зелени вредности, тоа подразбира социјална правда. И не случајно и градоначалникот, кој сметам дека е еден од лидерите во нашата земја, кој ги разбира овие работи, и не само што ги разбира, туку очигледно се обидува и да ги спроведе соодветно на законските можности, односно ограничувања, повеќе ограничувања би кажал. И тоа подразбира социјална правда. Меѓутоа, освен социјална правда, тоа подразбира и еколошка правда. Кога ќе кажете економска благосостојба, зелените и европските вредности велат и еколошка благосостојба, велат и социјална благосостојба. Зошто? Заради тоа што тие се меѓусебно поврзани. Во претходните работилници во ист или сличен ваков формат, кој е ограничен на некаде десетина луѓе, за да можеме, меѓутоа луѓе кои се значајни во општината, дадов 2-3 прашања кои се однесуваат токму на тоа. И се разбира дека очигледен одговорот, и нема да ја правиме таа вежба, туку само ќе ви кажам што е резултатот. Вие не можете да очекувате на една куќа која е прошна, во која живее едно семејство со многу членови на домаќинството, во субстандардни услови, не можете да очекувате сончев колектор на кровот на покривот на таа куќа. Не можете, едноставно, не затоа што тие не сакаат, немаат пари, немаат ни доволно свест дека тоа може да им донесе заштеди на различни нивоа. Немаат. Исто така, не можете да очекувате почитување на зелените вредности, почитување на животната средина во која луѓето живеат, работат и се движат. Ако имате, и тоа тука представникот од Министерството за внатрешни работи сигурно ќе
ќе се надевам ќе се согласи ако има поинакви податоци може да каже. Не можете во една општина или во едно мало каде што имате тензии, тепачки на различни основи, дали се работи за политички тензии или за верски или за етнички тензии, тоа мало или таа општина, па дури и таа држава ако е погодена од такви тензии, не се грижи за чистотата на улиците. Никој не се грижи, затоа што се исплашени луѓето, демотивирани се воопшто да го подобрат квалитетот на своето живење и квалитетот на својата средина. Тука вие не можете да очекувате почитување на зелените вредности или одржување или развој на животната средина и се што тоа го подразбира. Едноставно луѓето се демотивирани, депримирани или исплашени за својата безбедност и живот. Тука заборавете на тоа. Значи заради тоа ние од зелените вредности ги издвоивме тие две големи области, а тоа е национализмот, односно повикуваме на антинационализам, и социјална правда, бидејќи тие две големи области влијаат на целото општество да едноставно не ги почитува, не ги разбира или ги отврли дури зелените вредности. Зелените вредности не можеме да кажеме дека тие се само еден мал сегмент, да речеме, друштва за заштита на животните. Знаете, тоа е супер, ние ги почитуваме, ги прифаќаме, им помагаме и сето даваме медиумски простор. Меѓутоа, ако вие само се задржите на еден аспект на заштита на правата на животните, со време, и ако така тврдогово да држате само таа линија, не ме интересира дали градоначалникот има ингеренции или има средства, дали полицијата има доволно ресурси, човечки капацитети и можности да може да спроведе некаква акција или на повик да дојде за да заштити некое животно во градот, куче, скитник или било што, вие се претварате полека само во еден клуб на љубители на животни. Бидејќи, ако немате таков слух, ако не ги погледнете сите други аспекти, не сте постигнали цел со која вие сте почнали на почеток. И заради тоа сметаме дека е потребно поврзување на луѓето и пред се креативно и отворено гледање на ствари. Еден позитивен, конструктивен пристап кој може да ги поврзе овие работи. Затоа што и социјалната правда, и национализмот, односно тензиите и по политичка и верска основа и други основи, ги нарушуваат основното тkiво на општеството, создаваат безбедносен ризик или нестабилност и го погодуваат и онака многу ограничениот буџет на општината, од кој пак зависат самите граѓанки и граѓани во една општина. И во таа смисла, ние како организација се обидуваме да ги промовираме овие вредности на начин на кој ќе формираме платформа на која ќе се качат сите, што може било што да направи. И ние многу, како организација, многу одамна, од самиот почеток, се залагаме за тоа дека човековите права и слободи не се ограничени само на човекови права и слободи на колективитети, етнички права и така натаму, туку и човекови права и слободи на индивидуи. Значи, секој од нас е многу важен во целиот тој процес и во континуираната заложба да се дојде до некаква подобра цел за подобар квалитет на живот. Во таа смисла, секој од нас е многу важен. Секој од нас е многу важен, бидејќи на некој начин сите ние сме медиуми, бидејќи имаме своји профили на социјалните мрежи. Можеме да направиме добри работи, да помогнеме во еден процес, меѓутоа можеме да направиме и ужасни работи. Погрешка или намерно да нарушиме некаков процес на кој работеле многу вредни луѓе искрено посветено работа. Заради тоа, овој проект кон својот крај, при тоа бе некаде пред крајот од моето, се надевам, кратко излагање, би сакал да ви кажам дека оваа конференција што ќе одржиме, мислам на 14 октомври, ве поканувам сите на неа, ние конечно ќе ја понудиме таа
платформа која ја собираме ева вака од луѓе, визионери, добри работници и борци би ги нарекол за овие вредности и практики, како што и овој градоначалник што го гледаме денеска и што го слушнавме денеска овде. И ќе ги поставиме во еден по-широк систем, ќе ги понудиме не само на нашата земја, ќе се пофалиме, бидејќи слушнавме фантастични работи во Велес. Јас многу живо се сеќавам буквално секој збор што го кажа градоначалникот и на еден семинар за транспарентност и одговорност пред 2 години, или минатата беше, лани беше, точно лани. И сметам дека тоа е голем потенцијал и мислам дека ние како организација и како држава и општество можеме да се пофалиме со фантастични идеи. Малку ни фали имплементација, малку повеќе, но за тоа постојат не само субјективни, туку и објективни околности. Ја спомнавте децентрализацијата, која е премногу бавна и која повторно не можете вие да ја спроведете ако имате избори парламентарни скоро секоја година. Едноставно, системот е толку шокиран и растресен што тој не може да го подготви ни општеството, ни системот да може да преиде во фаза на децентрализација. Тоа е потребно. И се разбира, буџетските ограничувања се страшни и на државно ниво, бидејќи ние сме сиромашна земја, и се разбира, јас, моје лично мислење, би рекол дека тоа е една политичка, континуирана политичка тензија, не само етничка. Етничката тензија е само алатка. Политичка тензија за задржување на одредени организирани криминални структури на позиции на неказливост, односно постојано работење на враќање на една криминална антидемократска власт, како што имавме искуство да ја изминеме. И ово кажам сосем отворено, и јас го бранам се за својот став, можам да го бранам секогаш и со аргументи. Во самиот крај би сакал да кажам дека, да потсетам колешката или да ја сугерирам која ќе го средува интервјуто, а и овие што ќе го работат и овој материјал, да го излечат како наслов, тоа што го кажа господин Коцевски, дека национализмот е последно прибириште на нерани мајковците. Јас исто така неодамна имав прилика да гледам интервјуто и со бившиот министер за финансии Джевдет Хајредини, кој кажа нешто слично. Тој рече, национализмот е параван за корупцијата. Не, министер за финансии, нормално, го поврзува тоа со тоа, меѓутоа доста важна поента, сметам. И ова што ја кажа господин Коцевски и тоа што ја слушнавме и од бившиот министер, а јас би рекол дека национализмот е алатка за да се заштитат криминалните интереси на одредени структури и да ја разнепитат, односно да го обструираат процесот на интеграција во Европската унија. Толку би кажал јас, се надевам дека ќе има уште дискусии. Оваа работилница е замислена да има барем 2-3 луѓе кои се од структурата на општината, за да можеме да го воспоставиме тој линк. Навистина сум среќен што во оваа општина секогаш тоа. Мислам секогаш. Малку поиде по искуство имавме со претходната структура, меѓутоа во изминатите години имаме навистина фантастичен контакт, комуникација, се надевам и продолбочена соработка. Ви благодарам.